Каде што има држава, таму има и данок. Тоа е неизбежно. Но за собирањето на даноците да биде поефикасно и поправично, потребна е добро опремена и ефикасна управа за јавни приходи. Плаќањето на даноците е законска обврска, а неплаќањето може да биде многу сериозен прекршок. Управата за јавни приходи можеби не е меѓу најпопуларните институции во земјата, но нејзината основна цел не е да создава проблеми, туку да најде начин како тие да се избегнат за доброто и на граѓаните како даночни обврзници и на државата. Во основа таа има две задачи. Прво, да обезбеди сите да ги исполнат своите законски обврски за даноците, односно никој нема да биде привилегиран и да не плаќа, наспроти оние што плаќаат. И второ, да им помогне на граѓаните да се снајдат низ даночниот систем и што полесно и поуспешно да ја завршат оваа обврска. Функционирањето на државата зависи од тоа како граѓаните си ги извршуваат своите даночни обврски спрема управата за јавни приходи. Свеста кај граѓаните е зголемена, така тоа можеме да го забележиме и по приемот на оние годишни даночни пријави. Од година во година нивниот број се зголемува. Речиси, сите услуги што ги обезбедува државата се финансираат од собирањето даноци. Од тоа зависи какви ќе бидат патиштата, колку учебници ќе има во училиштата, колку ќе бидат опремени здравствените установи, колку ќе биде заштитено културното наследство, како ќе се контролира безбедноста на храната, какви услуги ќе даваат другите институции. За сето тоа се потребни пари, а тие доаѓаат од даноците. Ефикасноста во собирањето на даноците во комбинација со доброто владење носи просперитет, економски развој и повисок животен стандард. Управата за јавни приходи ги обезбедува најголем дел од средствата за финансирање на буџетските приходи, значи најголем дел од буџетските приходи, а едновремено значи треба да биде сервис на даночните обврзници, да им овозможи лесни постапки за исполнување на нивните даночни обврски. Значи ефикасноста треба да биде и во однос на собирањето на даночните приходи и во однос на тоа како даночните обврзници ќе ги исполнуваат даночните обврски. Михајло Михајлов беше дел од тимот кој заедно со експерти од шпанската даночна управа го спроведуваше проектот Подобрување на услугите на УЈП за даночните обврзници, финансиран од Европската унија. Овој тим 2 години го развиваше концептот на целосно отворена даночна управа, која нуди широк спектар на услуги за даночните обврзници. Проектот Подобрување на услугите со даночните обврзници беше тесно поврзан и со останати два проекти, значи договор за градежни работи, во рамките на кој се изврши реновирање и адаптација на приземјето на регионалната дирекција Скопје, каде што е сега лоциран новиот контакт центар, договор за набавка на канцелариски мебел, компјутерска опрема, софтвер, хардвер, систем за чекање, видеонадзор и набавка на 2 мобилни даночни шалтери. Од веб едукација и електронски даночни сервиси, се до специјализирани обуки, управата за јавни приходи нуди широк спектар на услуги за даночните обврзници. Сите тие може да се најдат на интернет страницата на контакт центарот на УЈП. Самиот контакт центар е една од новините развивани преку проектот помогнат од Европската унија. Со јавување на бројот 0800 33 000 на корисниците им се отвора цела низа услуги што може да ги добијат од управата. Новиот контакт центар е поделен на 2 структури, значи првата е приемен дел, односно приемни канцелари, каде што се издаваат уверенија за даночни обврзници, за платени даноци и придонеси, каде што се врши регистрација за ДДВ услуги, каде што се примаат сите останати поднесоци, а вториот дел, односно оној позадински, е приемна канцеларија за тет-а-тет средби
исто така поделена со 8 работни места, каде што даночните обврзници ги одржуваат своите средби со даночните службеници. Секој ден службениците на УЈП по повеќе од 14 часа одговараат на прашања и даваат услуги во врска со регистрацијата на ДДВ, фискализацијата, брутоплатата, поднесувањето даночни пријави и многу други прашања од интерес на граѓаните и на компаниите. Се што треба е даночниот обврзник да дојде, да си земе бројче и да биде услужен. Услугата сега е достапна преку современ тикет систем, со кој корисникот го избира видот на услугата и за кратко време ќе биде повикан од соодветниот оператор. Подобрена е и пристапноста на центарот со рампата за лицата со попреченост. На граѓаните им стојат на располагање можностите да се јават во контакт центарот и да ги добијат информациите што им требаат, да постават прашање преку електронска пошта, како и со едно јавување на бесплатната инфолинија да ги променат податоците што се важни за исполнувањето на нивните даночни обврски, како адресата, телефонскиот број за контакт, овластениот сметководител и други. Ова се само дел од услугите чија цел е да се подобри ефикасноста во работата на УЈП. Со овој проект се овозможува олеснување на процедурите за пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход за сите даночни обврзници. Олеснувањата за фирмите се состојат во тоа што пресметката на данокот ја вршат по електронски пат и добиваат електронски налог од Управата за јавни приходи со кој што го вршат плаќањето на данокот и исплатата на приходите на физичките лица. Со тоа се ограничуваат, се редуцираат можностите за грешки при пресметувањето и при плаќањето на данокот. Исто така, исплатувачите повеќе ги немаат обврските за поднесување на масовните годишни и месечни извештаи за извршените исплати на приходи кон граѓаните по сите основи. Најголемата придобивка за граѓаните е сепак тоа што својата годишна даночна пријава од 2019 година ќе ја добиваат пополнета од страна на Управата за јавни приходи и нивната обврска ќе биде само таа пријава да ја потврдат или да ја коригираат. Освен тоа, со проектот управата им овозможува на граѓаните да закажат средба со даночен агент со кого може да разговараат за сите теми што ги интересираат, од начинот и роковите за плаќање и пријавување даноци до обврските околу отворање бизнис и регистрација. Даночната сфера е жива материја и даночните обврзници во своето работење се среќаваат секој ден со разни ситуации, така да даночните обврзници до Управата за јавни приходи поставуваат разни прашања на кои прашања Управата за јавни приходи се труди да им одговори во што е можно пократок рек, односно да воспоставиме еден пријателски однос со даночните обврзници, односно да бидеме што поуслужливи до даночните обврзници. Обврзниците може да им се обратат на даночните агенти и во врска со постапките за наплата на долговите и за правните прашања што ги интересираат. Новиот систем на функционирање на контакт центарот е од големо значење како за вработените, така и за даночните обврзници. Вработените имаат можност на еден софистициран, односно начин кој што го практикуваат и останатите даночни управи во Европа да ги даваат своите услуги. Веќе реков, теркот е преземен од даночните управи кои што функционираат веќе подолг временски период на овој принцип, така да и ова функционирање е од големо значење за Управата на јавни приходи. Зголемен е, реков, бројот на обврзници кои што доаѓаат во канцелариите, а со новите услуги се надевам дека ќе бидат услугите на Управата за јавни приходи подостапни за сите даночни обврзници. Поставувањето на системот е еден чекор, но за да им служи на граѓаните, треба да допре до нив. Тоа е задачата што исполнуваат Мухедин Авдиќ и Елена Петрова, кои одржуваат обуки за даночните обврзници. На една од нив тие одржуваа предавање за поедноставни постапки за пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход за фирмите и за граѓаните.
Елена Петрова е особено задоволна со она што го постигнаа заедно со колегите од Шпанија, додека го координираше спроведувањето на проектот за модернизација на управата за јавни приходи. Според неа, со него значително се подобрува работата на оваа институција. За управата за јавни приходи овој нов систем значи преминување кон модерна даночна администрација со електронска двонасочна комуникација со даночните обврзници, администрација без хартија, со кориснички ориентирана, со услуги со кои обезбедува помош и поддршка на даночните обврзници полесно, доброволно да ги исполнат своите законски обврски поврзани со персоналниот данок на доход. Исто така, со тоа што во реално време располагаме со информациите за остварените приходи на граѓаните, управата за јавни приходи, а и останатите државни институции кои ги користат овие податоци од управата за јавни приходи, ќе може да обезбедат побрза услуга на граѓаните во сите постапки во кои што им се потребни податоци за приходите што ги оствариле граѓаните. И секако за управата за јавни приходи овој нов систем значи поефикасен начин на администрирање на персоналниот данок на доход и поефикасна наплата на овој буџетски приход како резултат на зголемување на административниот капацитет на управата. А ако на некој лице управата им е далеку за да дојда до неа, таа може да дојде кај нив. Со проектот за подобрување на услугите поддржан од Европската Унија се набавени 2 мобилни даночни шалтери, со кои службениците на УЈП можат да ги обслужуваат даночните обврзници во местата каде што управата нема своји канцеларии. Тоа се комби возила со соодветна опрема, од кои може да се даваат услуги на кое било место во земјата, кои може да им бидат од голема корист на граѓаните и на сопствениците на компании во оддалечените места. Во нив има рутер за интернет, принтер, скенер, сеф, агрегат, а тие се приспособени за пристап на лицата со попреченост. Возилата се подготвени за работа и во зимски и во летни услови, за да ночните обврзници да можат да ги исполнат своите обврски. Ова е како да се има даночна канцеларија на секаде, па граѓаните и локалните стопанственици не мораат да го напуштаат своето место на живење само за да ги исполнат обврските кон УЈП. Се утврдува возен ред и граѓаните секогаш знаат каде и кога да го најдат мобилниот шалтер. Кај граѓаните постои интерес за овие даночни шалтери. Еве, ќе споменам во регионалната дирекција Тетово, даночниот шалтер е секој петок стациониран во Маврово. Во тој регион доаѓаат значи сите оние жители кои што живеат во таа област околу Маврово и селата, така да функционира безпрекорно, немаме никакви проблеми и граѓаните се задоволни од таа услуга. Управата за јавни приходи веќе нуди многу начини како да го олесни пристапот до своите услуги, за доброто и на граѓаните и на државните институции. На граѓаните им останува да ги користат овие услуги и да ги исполнуваат своите даночни обврски, но секако и да следат како другите институции, оние што се финансираат од даноците, ги трошат нивните пари.